Со представата Мани, Мани, Мани на театар Куманово. Вечерова ќе се затвори театарскиот фестивал Денови на комедијата. Како и секоја година, така и овој пат кумановчани почнуваат со нешто најдобро, но и завршуваат со најдоброто, но овој пат од својот град. Ке би прикажа комедијата која што е во свое премиерно издание. Јас имам можност еве да поразговарам со луѓето кои што може нема да сакаат многу да не откријат, но сепак се потрудам што можам поќе да излечам од нив. Што ќе ни приредат вечерва, бидејќи тука со мене во студиото е Горан Илич, кој што спаѓа во групата на режисерите, бидејќи ве придружува и Бојана Краљевска. Но тука се и актите, познатите Марко Трајковиќ и Сања Русевска. Марко, такви работи, јас верувам дека веќе многу ни познат на нашата публика. Најпрвин добар ден, здраво и добро ни дојдовте во Радио Браво. Добро ве најдовме, добар ден. Добар ден. Еве, како што е редот, ќе почнеме од режисерот. Горан, еве, вели нешто повеќе за представа за оваа комедија. Некако мани ме посетува на многу пари или се во прашање или нешто друго? На многу мани. Многу мани. Всушност, ова е представа работена по текстот на Реј Куни, Фани мани. Значи, тоа би било или смешни пари, или забавни пари, некако, ама ние немаме таков убав превод. И кога почнавме да работиме представата, јас на драматургот му предложив представата да се вика Дубаре за пари. И тоа бидејќи му дубари се прават околу тие пари и главната улога овде всушност се парите. И овде се работи за луѓе кои им друго богатство, нематеријално, повеќе би кажал духовно богатство, барем оваа екипа овде што дојде кај во студиото, не се познати како такви љубители на пари, повеќе ги интересира други работи, но сепак ние се завтивме за таа тема, бидејќи театрот е тоа треба да ги живо со сите тие лоши работи кај луѓето, да опомене, да предочи и така, осветлувајќи ни такви моменти од човековиот живот, ние го хуманизираме светот, што е и главна идеја на театарот. Сега овде преку комедијата, тоа го правиме на еден забавен, смешен начин. Го одбравте, барем сега за сега, највистинското средство кој што го вртат свет. Money make the world around. Да. Тоа е тоа. Замислете во случката во просечна фамилија, во едно семејство, одеднаш доаѓа 2.430.000 евра. 450? Виш и повеќе. Не одзимај. Да. Додај. Јас дека сум поз како скрене, јо. Еве 10.000. Марко е тука. Познат како уште познамен. Така ли? Да. Леле, колку сум на екипа ста. Навистина, задоволство е да се говори. Марко, кога веќе го слушнав твојот глас, ајде да слушнеме и која улога едеш вечерва. Па, јас ја толкувам главната улога, мислам, да, Горан, главна улога сум, да. Така, човекот што ги внесува пари на сцената, затоа што парите се главната улога во наша представа, нели? Мислам, сум најпросечен човек што можете да го замислите, типизиран кумановски маж, со типизирана кумановска жена, просечна средна класа, на кои што случајно им се наоѓаат по дома 2.450.000 евра. Како ние реагира тие пари и што планираме со нив, тоа публиката ќе дојде, сама ќе оди ќе ни каже. Жената Сања Русевска, која што ја представивме како уште поскромна, што ќе рече? Таа е домаќинка, спрема роден ден на нејзиниот маж и не се соочува со забава, него се соочува со проблем. За да го реши тој проблем, измислува лаги за да го спаси својот маж. Понато тоа се ситуации кои што публиката не треба да ги види, да не ги откриваме пред време. Мислам дека ќе биде забавно, мислам дека луѓето ќе уживаат. Споменеме и станатата актерска екипа, да не се лутат доколку не слушаат. Така, во представата играат двајца агенти, значи Есмина Василева и Мирослав Петровиќ, потоа е таксистка, во улогата на таксистката настав Дубравка Киселички и тоа. Јасмина Василева исто така не е тука, не? Да, таа игра, да, таа е една од тие агенти кои доаѓа да видат. И Владо Дечински и Нина Максимова, тие се пријателите на значи на Максимова и Владо Дечиновски се пријателите на Иван и Марија, значи тие ги играат
нивните пријатели кои што се поканети за роденденот. Исто учествуваат во случката, се покуваат во те ситуации и ја прават играта уште позабавна. Како што гледате, ова е многу млада екипа, полетна, растрчани по сцена, така да ќе ви биде проблем нависи да ги фатите со поглед сите, бидејќи толку се рзи и толку многу случки се случуваат да и така да се врати дури приказната. Важно ќе биде забавно и смешно, не сам дека публиката навистина ќе ужива во ова што ќе се случи вечерва, а и во деновите кои следат, бидејќи ние представата вториот ден веќе на 19 и 20, вторите два дена играме во театар и ги си ја преселиме таму. Нормално театар си е театар, нам не е поприродна сцена, отколку овде се чуваме некако како риби во аквариум, па во домот на културата. Иако е поголема сцената, тоа не е наш простор, тоа не е театарски простор, амо ние дома. Покрај милионите проблеми кои ги имаат овие сорците, кои се доста присутни во театарот, оваа тема некако... Тоа ви се и пријателите, стари пријатели ви Па се? да, тоа е. Домашни животни. Сега не, заради ова река што се регулира сега ставорци, знаете, од Средорек тргна на кај центар. Ама или кој тоа е богатство? Па супер е. Со мани име напред. Да, мани. Значи прво пари и мани. Значи ако имаш многу пари, ќе имаш многу мани. Е, така, значи вечерва во 20 часот Центарот за култура го затвораме фестивалот Денови на комедијата. Ајде вие како стручни лица сигурно би не сите, ама од представите има гледано. Колку сте задоволни од она што помина изминативе 2 недели? Ништо од представите немам гледано. Сања? Бугарската представа беше одлична. Мислам дека има убава игра актерите, особено жените ми оставија многу добар впечаток. Интересни ситуации, они ми беа најдобри, би ги издвоила. Така, да. Со оглед на тоа дека бе многу зафатени околу припрема на нашата представа, ние обично пробите ги одржуваме тогаш кога ќе најдеме слободна сцена. Јас имам само една представа на отварањето, драмски театар беше. Не можам да судам другите, овие ги знам бугарите, со некој од нив сум пријател, велешката ја имам гледана. Сепак мислам дека една нашата представа биде од подобрите. Најдобро. Вака, бидејќи сум доста скромен. Без сомнение. Како скромна екипа, да. Не, вистина секоја година мислам Ден на комедијата се затвораат со премиерно ваши издани. Јас морам да ве пофалам дека навистина е најубава. Не дека сте наши. Да. Така. Ама сепак сме си наши. А нашето е најдобро. Така. Конзумирајте нешто наше и вечерва. Тоа продолжува и понатаму во текот на викендот, значи петок и сабота во 20 часот ќе може да ја погледаат представата во Театар Куманово. Да. Потоа не знаеме кога, сигурно дека ќе бидеме истени. Имаме две гостувања. Ќе имаме две гостувања, едно во Виница и другото во Радовиш. Потоа ќе се биде ставена на репертоарот на Кумановскиот театар. Кој сака може да оде во Виница, може да оде во Радовиш или во Кумановски театар, не е проблем. Така, зашто да не? Ќе се прошета. Уште нешто вака за крај, ребелата, кај најскромна актерска екипа? Како најскромна? Марко ти Делисовец. Да, Марко ми Делисовец. Ништо, јас можам да ги повикам да дојдат да ни ја видат представата, да живеат, да забавуваат како што се забавуваме сите на сцена. И уживаме. Па бурум вечерва. Плете. Намерно не откриваме многу, бидејќи нема да биде тоа што вие ќе го приредите вечерва. Интересно и забавно. Не може ни се објасни. Да. Најважно, Кумановци има 2.350.000 разлози да дојдат вечерва или на некој од репризите на нашата представа. Тоа сигурно. Екипо, ми беше задоволство што ме бевте гости. Посакувам полни сали како и до сега и уште многу представи. Ви благодарам. Ви благодариме секој што сте на наша страна и секој сте семни да ни дадете поддршка, тоа многу ни значи. И секојаш ги имате нашите симпатии. Благодарим. Благодарам. Благодарам за се. Подготвајте се за вечерва.